Ove glupe reklame, znači fakat su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tak ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ono. Hvala. Idioti, ono. I onda, znači, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to si skidao 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem, mater, ko je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš, kao, dobro je. Ne curi mi iza, ali ono, znaš, ono. I tako da taj dio kužim. Ja punam, vika do kraj, ja punam, do kraj, kako sam ja napunil i vikam, koliko pari? Vika 4200. Kako bi vikam 4200 dopred 2 месеци, 3200 пунење до крај, сега 3200, 4400 или 3400, така нешто. 20 евра разлика у цена, кој ќе ја напуниш до крај. Тоа е резултатот од гениалноста на нашиот стратешки партнер, нашите два стратешки партнери, кога решија да напаѓаат Персија. Ние баа мајката. И сега слушам денес, и у вторник, не у среда, ќе паднел бензинот 2 денари и се стабилизирала состојбата у Персискиот залив. Знаете кога ќе се стабилизира? Не баш у среда. Оти не верувам дека ниту нашиве стратешки партнери се спремни да ги исполнат барањата на персијанциве, ниту обратно. Што значи ова ќе трае? Што значи цената ќе расте? Тоа да не си спиете на тоа уво, дека сега ќе падне 2 денари, па ќе се стави, па нема да има. Значи, пазете, имате еден сериозно пореметен тип, кој што не знае више што збори, кој што пцуе државник, отворено пцуе со прикс, motherfuckers, son of a bitches, трт, мрт, ово, оно. Пцуе. И имате друг тип, кој што е челник на една држава која што е многу позната по својата ксенофобија, расизам и по државниот тероризам, геноцидност кој го спроведува на соседните држави. Ете судбина ни било да ни бидат тие стратешки партнери, ебемо матер. Но дека ова ќе се смири, нема да се смири, тоа можете да бидете сигурни. Чак што више претеше со, не веќе со крајот на иранскиот народ, дека иранскиот народ ќе биде потоморен, не, со крајот на цивилизацијата. Завчера збореше. Се заканува со нуклеарни бомби, веројатно. Ко што рече еден аналитичар, него му треба, вика, подитно доктор, али од медицински науки. Не се. Муабетот ми беше дека сериозно е на полн резервоар разликата кога пуниш овој бензин. Сериозно голема разлика е, веќе 20 евра на полн резервоар, тоа не е заебанција. Тоа значи дека секој отиде у стратосфера со цени.
А тоа така неречено примирие воопшто, кој што сите го мислите дека стапи на сила, воопшто не е примирие во Персискиот залив, напротив, Хормускиот или Хормушкиот мореус е целосно под контрола на Иран и на Оман, поготоа нели на Иран, а условите кои што ги поставува Иран едноставно се неприфатливи за Израел и за Соединетите држави, затоа што прифаќањето на условите кои што ги поставува Иран, кои што се страшно разумни според мене, ќе значи директно признавање пораз на Америка и на Израел во војната со Иран, што де факто е пораз, затоа што Иран успеа да покаже таква жилавост, таква сплотеност, таква стратегиска надмоćност, тактичка стратегиска надмоćност во тој суд, што просто тотално ги начекаа неспремни вечните сојузници Израел и Соединетите Американски држави, иако беа тие кои што беа агресорите кои што го нападна Иран. Фактички, веројатно овој беше хранет Билајлава со многу погрешни информации и од неговите сојузници од Израел, од Нетањаху и од неговите соработници во негова близина, многу од нив докажани ционисти. Гледав една, за жал не ми текна како се вика, ќе сакам да дознам, вајде ќе најдам вечерва по историја, ќе копам на YouTube да видам како се викаше, една феноменална репортерка америчка, која што правеше низ за репортажи и анкети во Израел за време на кризава и порано во време кога ја нападна Газа, која беше тоа 2000, не знам која година беше, сега скоро, пред 2-3 години, и прави анкети на улица и тоа е страшно колку е тоа расистичко, пронацистичко општество. Израел крајно милитаризирано, полно со омраза, со говорна омраза кон соседите, со крајно геноцидни ставови кон соседните народи, кај што не им ги признаваат ниту децата и според нив тоа треба све да се запали до корен. Мислам, тоа го кажуваат на телевизија од доктори на науки, од политички аналитичари, од политичари до обични луѓе на улица со разни професии и занимања. Страшно е колку е тоа на некој начин нацифицирано општество, благодарение на пропагандата, образованието, долгодецениско и така натаму и така натаму. И еден таков Израел, ја мислам дека нема уште долго да обстои во контекст на дека полека ќе биде изолиран од страна на меѓународната заедница, колку и да е сега таа на негова страна, дека неговите флагрантни кршења на меѓународното право во секоја можна згода, прилика, мора да бидат санкционирани и казнети од меѓународната заедница, од Обединетите нации. Едноставно, на Израел треба да престане конечно да му се прогледува низ прсти за сите злодела што ги прави во регионот последниве години. Особено поради геноцидот врз палестинскиот народ. Сите се прашуваме зошто дојде светот до таква ситуација, да на една таква држава мала, која што се формираше со Амин практично на еден вештачки начин, со помош на британските ционисти, Балфуровата декларација, и која што веднаш по незиното формирање започна страотен прогон на населението кој што веќе живееше тука, палестинците. Како дојде до тоа, сите се прашуваме да една таква држава толку многу и се прогледуваше низ прсти, што светот ти дозволи да се доживува себе си како недопирлива, дека е над сите меѓународни закони и над сите меѓународни конвенции и дека може едноставно да се прави што сака, кога сака, како сака врз соседните народи и пошироко. Се обидов да си давам одговор како дојде до тоа и постои само еден одговор,
треба да се урне митот за незнаењето на западните сојузници и светот за она што се случуваше во логорите на смртта во нацистичка Германија, кобајаги они не знаеле дека таму се ликвидираат, се екзекутираат масовно евреи и други народи, но претежно евреи, и дека со тоа се решава така нареченото еврејско прашање, кое што го смислија Хитлер и неговите соработници. Токму прогледувањето на низ прсти на Израел после Втората светска војна, мислам дека доаѓа од тој факт дека многу сојузници кои што се бореа против нацистичка Германија и таа оска, многу добро знаеа што се случува. Многу од елитата западна во тоа време, од банкари до индустријалци дова, известни години го помагаа Хитлер, го финансираа Хитлер. Најголемиот нацистички митинг, најмасовниот нацистички митинг, колку да знаете, се случил 1934 година во Лондон, по масовност, по бројност. Еве ви еден историски многу точен факт. Не во Нинберг, не било каде во Германија, во Берлин било каде, во Лондон. Што значи нацистите имале широка поддршка, дури и во Соединетите држави. Впрочем, еугениката како наука, тезите за супериорните раси, се дојдени од разни научници, теоретичари, научници од Британија, САД и од други земји, не од Германија. Оние кои што пишувале за чистите раси еугениката, кои што први пишувале, не биле германци. Само да знаете. Заборев се некој од нив како се вика, не е битно. Што значи многу добро знаеа што им се случува на евреите, а се правеа мутави, правеа мит дека немале поима, дека никој не знал. Не е точно. Како можеш да не знаеш кога низ цела Европа, мислам, Ана Франк и тие у секоја земја имаше луѓе кои што правеа бункери да ги кријат своите соседи евреи од тие прогони антисемитски што ги правеа нацистите или бугарите кога ги собирале кај нас овие македонски евреи да ги трпаат во возови, да ги носат за Треблинка и така натаму и така натаму. И мислам дека после тоа се што правеа овие сојузници кои што победија во Втора светска војна, проба да си ги измијат рацете од тој нив грев, дека знаеа што се случува, никој не мрдаше со малиот прст. Додека Црвената армија, тие омразените руси, не влегоа во Аушвиц со Црвената армија. И не му влегоа на Хитлер у дневна соба у Берлин, у бункерот. Сите се правеа мутави. Мислам дека тука лежи зајакот зашто се дозволи на една држава како Израел да ги помине сите граници на човечно цивилизацијско однесување и да стане буквално геноцидна терористичка државна творба. Тешки се зборовите, не се насочени нормално кон израелскиот народ, туку затоа што таму има многу луѓе кои што се против ционистичките фанатици, но тоа е она што сега се случува. Израел е под заложништво на една крајно десничарска, радикална ционистичка струја, која што го прави тоа што го прави и која што може многу лесно да го турне светот во нуклеарна војна, затоа што бајги ќутак јадат од тиранците, народот веќе е преплашен во Израел, веќе повеќе од еден месец живее во скривници. Тоа не е нормална ситуација за нив, до вчера живеа во голема благосостојба. Многу од градовите во Израел се уништени, инфраструктурата има уништена. Така што во една таква очајна ситуација, ако ова ескалира, а моја претпоставка е дека ќе ескалира, дека може многу лесно да дојде до Израел, какви што се екстремни да посегнат по употреба на нуклеарна војна, и тоа ќе биде баш голема работата, затоа што во меѓувреме Кина и Русија веќе му отстапија или му продадоа на Иран, или не знам како е тој нивни договор што е меѓудржавен меѓу нив, битно му дадоа и најсовремени радарски системи,
и ракети, не се знае од кој тип, се знае за некои што се конвенционални, како што се тие руските за уништување на тенкови, кои што ги дадоа и на либанците, и како што се ракетите Орешник, кои што најверојатно им дадоа и едно такво опасно оружје како ракетата, хиперсоничната ракета Орешник. Во меѓувреме, знаете, вака морам да направам малце спои мешавина. Во меѓувреме, нашата политичка сцена станува се погротескна. Гледаме една крајно гротескна партија, како Социјалдемократскиот сојуз, кој што и после, не знам, скоро 2 години од поразот на изборите, на парламентарните избори, не знае каде е, не знае кај е лево, кај е десно. Продолжува со реториката што имаше во времето кога беше на власт и поради која реторика и чинење, тоест не чинење, ја загуби власта, продолжува истата песна да ја пее, ги форсира истите млади незини дечки на незини политички комесари, као што е Фрле, ги форсира на секоја можна телевизија подкаст, иако беа тие страатно само искомпромитирани, затоа што имаше снимки со нив, беа фатени како шмркаат кокаин и други прашкасти материи. И замислете начинот со кој што сакаат да играат у иднина е токму да ги активираат овие искомпромитирани ликови, дечиња на нивни политички комесари, кои што треба кобајаги да ја вратат достоинството на партијата и треба да ја свртат вниманието на јавноста, да ја убедат јавноста дека се вистинскиот избор и дека се тие што ќе направат од Македонија рајска градина. Просто е неверојатно како не може да свата дека еден таков лик, како тој синот на политичкиот комесар на СДС, со секој појавување на телевизија станува се по немил, да не кажам се поодвратен во очите на јавноста, и дека фактички со тоа си прават контрауслуга, но веројатно нема други подобри од него, па затоа го форсираат него да се појава на секоја телевизија и да не убедува прво сами од себе да се посипува со пепел, да ме сгрешил, да ме кова, да ме кона, али сега е на вистинскиот колосек. Од друга страна, пак ќе кажам, нашиве добро е како до сега што играат надворешната политика, со 16 отворени кој Европската Унија. Тоа е таа истата Европска Унија кој што има толку високо мислење за себе, арогантно, нарцисоидно мислење за себе дека е многу моќна, а кое што не е воопшто претерување ако кажам дека после почетокот на војната во Украина, од почетокот на војната во Украина до денес практично во тој временски период Европската Унија со својот начин на делување, со своето однесување арогантно, фактички себе си се самоукина. Таа веќе не е никаков политички фактор во светот, буквално никаков. Значи во ниту една работа во светов крупна, европските, тоест Брисел, Европската комисија, воопшто, или Европската влада, ако сакате, тоа е Европската комисија, воопшто никој за ништо не ја прашува, едноставно се безгласна буква, тонат се повеќе како ќе се продлабочува и кризата во Персискиот залив, така Европската Унија се повеќе ќе осиромашува, инфлацијата ќе расте, нормално цените ќе растат, ќе бидеме ебани сите, но се еби му мајката. Во меѓувреме знаете какви се дека воената алијанса НАТО дека е тотално разбиена од внатре, веќе тамо никој никога ниту слуша, ниту почитува. Трамповата Америка е тотално непријателски настроена кон останатите партнери во НАТО, пошто овие не ќе да ја поддржат, пошто сите си рачунаат видео и американци и израелци каков чутек јадат од Иран,
Кога нападна, ние богами не си играме со тој оган. Пошто видоа дека Иран поседува ракети што летаат и 4.500 километри. Дека може лесно да бапне тамо негде у Германија, у Минхен, рагадао, у Виена, рагадао, у Брисел, бабао. Нема играње. Британците не случайно рекоа, ние у таа авантура не влагаме. Макрон ја смени приказната, прво го прати тој носачот на авиони Дегол, па се предомисли, па го паркираше тамо негде, кој знае каде тамо негде у Индиски океан, појма немам, ама подалеку така. Деме кеве, ние дојдовме, ама не се приближуваме натака према Персиски залив. Сватија со кога си имаат работа, но што го кажав на телевизија, на само вистина која гостував. Ке каже, глумец, искрено што можам ја да знам, мислам глумец, ја не сум бил ни политички школи, сум задоволен, ама логиката е, се рчнавте со држава, со народот кој што го измисли, кој што ја измисли играта шах и сакате да го победите со Дилајлана, со помаранџана и со ној лудакот на другана страна. А не можете да ги победите луѓето, народот што го измисли шахот ни на сон. Ни на сон. И ова го зборам наназад од кој почна, не знам од кој почна војнава. Еве се потврдува. Муабетот ми беше, добро е да не летаме, да знаете дека Европската Унија во овој момент е умрена работа, можат што сакаа да мислат незините членки, вклучувајќи ги овие фашистиве наши соседи источни, да се мислат дека се јаки, нема да бидат уште многу јаки. Ке почна да го плаќаат цената на нивното членство во Европската Унија многу брзо. Таа е умрена работа. Втора работа, треба да си држиме до себе, и ако се земе упредив дека целата Европска Унија е составена од бивши колонизаторски и нацистички, фашистички држави, значи вечни, дамнешно колонизаторски држави и држави кои што има влади кои што беа колаборациони партнери на Хитлер во Втората светска војна. Од нив е составена. А тие колонизаторски влади, некогашни колонизаторски држави кои што се сега членки на Европската Унија, имаат, биле причинители, биле потикнувачи на десетици геноциди на тлото, не само на Европа која ќе кажам, мислам на конкретно на геноцидите во Сребреница, во Босна, најмногу на нив, и мислам на десетици други геноциди на тлото на Азија и особено на тлото на Африка. Последниот страотен геноцид, благодарение на таа, да не спомнам Леополд II во Конго, сечењето, малтретирањето на тамошните деца работници во рудниците за кобалт и т.н. Ќе кажам, последниот најстраотен геноцид што се случи како последица на одлука на Белгија беше геноцидот во Руанда 1994 година, во кој што за 100 дена беа заклани, масакрирани преку 1 милион припадници на племето Туци. А тоа се случи оној момент кога Белгија ја презема Руанда 1930 и некоја година, и кога ги закара намерно меѓу себе трите народи што живеа, хутите, туците и народот Тва, кој што беше најмалце по проценти, и кој што измисли на таква работа етнички попис. Ве потсеќа ова на нешто етнички попис? Ве потсеќа? Треба да ве потсеќа. Белгија им смисли, значи едни три народи, овој беа Тва народов, беше најмал племево, ама најголеми беа хутите, и туциве. Хуту, не хути. Хути или хуту, да, хуту. И тие живеа во симбиоза, без проблеми, без закачки, без анимозитет, без омраза. Дојдоа белгијанците, ја преземаа, станаа колонизатори на Руанда и смислија етнички попис,
у лична карта, јас сум ги видел тие лични карти на слика, ти стои заокружи го што си, дали си хуту, дали си тутси, дали си това. Тие лични карти, од тој момент, од 1930 некоја година, 94 година, таквите лични карти, базирани на етнички изјаснување, беа карт бланш за смртна казна на тутсите. Поготоа што меѓувреме тутсите, белгијанците не само што воведоа етнички попис со етничко изјаснување, туку и ги издвоја тутсите како помал народ, помалку броја народ од хутите, од хуту или хути, заборев како се викаше, како помалку броја народ, но како попаметен народ. Направи еден вид на расистичка евалуација на народите. И одлучија дека интелектуалците се кај тутсите, пошто се они повисоки као раса, по не знам што па, и ги издвоја нив, они да владеат со помногу бројното хути, со помногу бројните хути. Тоа беше уводот на оној страотен геноцид што се случи во време кога се случи геноцидот во Сребреница, во Босна, во центарот на Европа, на прагот на 21. век. Тоа ви е вистината за Европа, е вистината за незината благосостојба. Све што го гледате тоа, од Лувр до Брисел, е резултат на страотни плячки, поробување на народи, колонизирање на народи и геноциди кои што ги правеле ни цел свет. Точка. Шава се гледаме.